Како што знаете, почитувани сограѓани, во тек се подготовките на одбојкарската репрезентација на Македонија за престојното европско првенство, кое што во еден дел ќе се одржи и во Скопје. Пробешти Пегорд, бидејќи во редовите на репрезентацијата има тројца своји сограѓани, и така да, ево, прва рака да слушаме како се одвиваат подготовките за престојното европско првенство. Со нас се Иван Андонов, Филип Савовски и дебитантот во репрезентацијата Тоше Ефремов. Поздрав до сите, па еве да слушаме како одат подготовките. Здраво, најпрво ми фала за поканата, фала за вас за ова прекрасна идеја. Па сега подготовките идат во најдобар ред. Сега како што треба, се спремаме многу добро. И што знам, веќе немаме некој простор за калкулации, немаме некој простор за некои тактики, само треба добра посвета за работа и концентрација за утакмиците. Сега за сега сте Скопје? Да, сега сме во Скопје. После имаме 4-5 дена во Кавадраци и после тоа се враќаме во фактички нашата база во Борис Трајковски Александар Палас на 14 август. Сега што фаќа тие подготовки? Ке има контролни надпревари? Па да, подготовките опфаќаат се, значи од квалитетни тренинзи до контролни надпревари. Ке имаме 11 контролни надпревари, од кои што ќе играме против Романија, против Јапонија, Египет, Грција и Израел. Браво. Сега, честитки за Тоше. Дебитант, млад одбојкар. Значи, после успешното деби во Албанија, настап и место во сениорската репрезентација. Да. Како е чувството, Тоше? Чувството е многу добро да си со најголемите, да почувствуваш како да играш со повеќе интензитет на тренинзите. Тоа, што друго. Супер, браво. Еве сега и Филип да го слушаме твое видување за подготовките. Колку сте подготвени? Мислам дека ние бевме 2 месеци, скоро 2 месеци игравме Европската златна лига. Таму имавме доста тренинзи, доста надпревари. До некој ниво ја натемпиравме формата, сега имавме мала пауза. На секој дојде на сите добри дојде таа пауза. Сега повторно сме заедно и на некој начин ги продолжуваме припремите и за главниот турнир на ова лето, што е Европското првенство. Мислам дека припремите се течат во најдобар ред. Сега уште сме на почеток, на прва недела. За сега е окей, од следната недела веќе имаме пријателски надпревари и после тие пријателски надпревари ќе знаеме и докаде сме со игра и со тактика и ќе натемпираме, се надевам, на најдобар можен начин ќе натемпираме формата за европското. Сега спомнати Златна лига, сега има ли многу измени во екипата, во составот на екипата од таа Златната лига и сега за екипата која што ќе настапува на европското првенство? Тоа го одлучува селекторот, но мислам дека на почетокот на Златната лига што бевме повикани сите играчи и сега сите повикани, нов е единствено Тоше и сега не можам да кажам која ќе биде поставата и кои ќе бидат играчите, но за составот генерално мислев не за прва постава или како ќе биде. Значи генерално составот е исти. Да, само Тоше едно. Браво. Па реков и на почетокот пробишти Пегорд на своите сограѓани кои што ќе ги бранат боите на репрезентацијата. Значи се договоривме дека ќе имаме уште некое јавување, да кажете во наредната фаза
како е подготвена репрезентацијата. Значи, интересно за градот е вашиот настав во репрезентацијата и се надевам дека ќе се слушнеме уште еднаш, два пати, па и за време на Европското првенство, ако одвоите малку време, да им пренесете директно од терен на нашите сограѓани. Па еве, бидејќи имате обврски, тренинзи секојдневно, предпладне, попладне, така да не ве задржувам многу, мислам дека е сосема доволно и ова. Фала ви многу, посакувам ви многу успех и се слушаме секако уште еднаш сигурно пред Европското првенство. Фала ви многу, да, обавезно ќе се слушнеме уште. Поздрав многу!